Здраво на сите, здраво од Токен Падок заедница. Вечерва сме заедно со Даре. Сакаме да најавиме дека ќе имаме серијал за крипто подкасти. Ќе пробаме во неколку видеа изминатиот период да опфатиме актуелни новости, актуелни случувања, едукативни, информативни видеа. Целта ни е да се крени свеста за криптовалутите, свеста за самата блокчейн технологија помеѓу луѓето, особено низ Македонија. Исто така и секој кој што мисли дека може да каже свое видување, односно кој што има разбирање од оваа тема и од овие области, слободно сме отворени, кој што сака може да се пријави како наш гостин, па исто да зборуваме за новостите, за актуелностите и нормално да дадеме што е можно поголема едукација за нашиот народ. Здраво, Даре, и од тебе. Здраво, Оли, како си, добар? Добро, супер е. Прво видео, се надевам дека ќе има голем интерес и дека ќе има мотивација се повеќе и повеќе да снимаме поквалитетна содржина. Така, денес целта на ово видео ние малце да се свртиме за една тема која што е доста актуелна општо и низ медиумите, низ цела Македонија, тоа е хакирањето на потоците на ФЗ, односно Фондот за здравствено осигурување. Сега, тоа е еден проблем кој што не е само во ФЗ, според мене, тој претходно се случувало. Ќе направам share screen, извадов неколку случаеви во минатото каде што покрај ФЗ биле хакирани и други, цел на хакерски напади биле и други веб страни кои што се од државни страници, повеќе министерства, битни страници за нашата држава. Ова ми е постар податок од 2017 година, 328 веб страници биле хакирани во Македонија. Исто така и подамна пред неколку години биле хакирани веб страници за Министерство за здравство, образование, за наука имаше. Беше исто хакирана веб страната и на председателот и така натаму. Ова е едно проблем кој што во поновото време е така се нарекува сајбер војна. И добро е што Даре ти имаше и едно решение како сето ова да се одбегне, односно како која е целта наместо сите овие сајтови да бидат на централен сервер, како блокчейн технологијата може да го реши сето ова и да не бидиме цел на вакви напади, односно да не можат многу лесно така да се крадат потоците на граѓаните. На кратко ќе пуштиме едно видео, конкретно да видите за што станува збор, а потоа да рече можеш и ти да кажеш на твое мислење, односно како можеме да решиме цел тој проблем преку блокчейн технологија. Фондот за здравствено осигурување веќе неколку дена е во колапс поради хакерски напад, а надлежните не знаат кога системот ќе профункционира. Експертски тим работи 24/7 на справување со предизвиците и нивно отстранување во најбрз можен рок. Приоритет се дава на најбрзо можно враќање во функција на системот за исплата на боледувањата, породилното и рефундациите, а фондот веќе има издадени упатства кон подрачните служби за решенија со кои граѓаните тековно ќе ги остваруваат своите права, се вели во соопштението на фондот. Лекарите посочуваат дека проблеми сепак има, но се надеваат дека брзо ќе се најде решение. Ова не е првпат македонските институции да бидат мета на хакерски напади. Во овој случај може не упат во личните податоци на стотици илјади осигуреници. Ова каде неодамно имаше ти пред, мислам дека 1 месец или 2 месеци, имаше твое видео каде што буквално пред да се случи сето ова, имаше дадено решение, односно солуција зашто е добро не само вебсајтовите, општо сите податоци кои што ги користиме ние да бидат на блокчейн, а не да бидат на сервер, односно која е моќта на блокчейн технологијата. Тоа на кратко ќе можеш на твое мислење околу цела оваа тема да кажеш. Да. Оли, јас веќе на последните неколку интервјуа спомнав за регулација на криптовалути и за имплементација на блокчейн технологија во Македонија, значи во сите сфери и во јавниот систем, значи она што е државни функции, односно
државни веб сајтови и исто така и дури и за приватници. Значи во секаков случај. Овде најголемиот проблем не е самото хакирање на вебсајтот. Тоа не е проблем. Доколку се хакира некој вебсајт, пример да речеме, не е тоа некоја страшна работа. Значи може да има recovery, може да се повратат одредени информации, зависи како е направено сето тоа. Проблемот кај во овој случај, како ФЗО пример. Значи проблемот е што тука нашиот идентитет е украден. Нашите лични поdatоци, име, презиме, адреса, матичен број. Значи сите знаеме дека ако некој ги земе тие поdatоци, ги украде од нас, во тој случај злоупотреби, да. апсолутно може да се злоупотреби и тоа е буквално крадење на идентитет. Тоа е многу опасна игра. Затоа што сепак треба да разбереме дека ние живееме во дигитално општество. И кога веќе сме во таа дигитализација, многу е битно таа дигитализација да биде на децентрализиран начин. Затоа што кога би се случило една таква ситуација, кога би биле сите датотеки на сите јавни предпријатија, да речам, на сите јавни установи како ФЗО, кога би биле на блокчейн, во тој случај можноста за да се земат вака потоците е нула можноста. Значи не, во тој случај ние сме сигурни. Значи јас имам конкретно еден сет мерки, регулативи, не само за криптоиндустријата и криптовалутите како тие треба да се гледаат, значи од една правна перспектива, што значат, што представуваат, туку исто така и за имплементација на блокчейн. Токму поради тоа јас и работам на мојата наредна книга која ќе биде за регулација на криптовалути и токенизација. Токенизација, да спомнам за гледачите што не знаат, значи токенизација подразбира за се што постои од реалниот свет, во буквална смисла на зборот, се може да биде токенизирано, односно да биде ставено на блокчейн и тоа да биде презентирано во одреден на дигитална информација, односно како еден токен да биде презентирано. Значи може да биде токенизација буквално на се, ќе повторам. Значи тука нема крај. Сега, да се навратам за сигурност. Ако имавме ние ФЗО, ако беше на блокчейн, децентрализиран блокчейн, во тој случај не ќе може хакерите да ги земат информациите. Која е разликата меѓу централизиран сервер и децентрализиран блокчейн? Малце ако може кратко видување, кратко објаснување за гледачите, да. Да, видете, значи како што се моментално, да речеме сите тие датотеки на овие централни јавни структури, значи како ФЗО да речеме. Проблемот е што цела датотека е на едно место, еден сервер. И тогаш, кога е само на една точка, цела таа информација кога стои на една точка, се потпира на еден столб, во тој случај за хакерите е многу лесно за да можат да пробијат во тој систем и да ги земат сите податоци. И можат да прават што сакаат со тие податоци. Значи, тоа, за да го замислиме. Замислете да имате куќа на еден столб. Таа куќа нема да биде стабилна. Таа куќа може да падне. Може би ќе изградите еден добар столб, односно тие, како што тврдат дека имаат добар security, добро, значи, такво нешто, али сепак ќе се докаже дека немаат. Сега, замислете куќата на еден столб. Значи, тоа дефинитивно не е стабилно. Сега, кога пример, куќата би била на 4 или повеќе столбови, 8, 12, колку повеќе столбови има, значи самата потпора, толку е постабилно. Така, значи, визуелно да го разбереме и ова податоците. Затоа што, кога се на блокчейн, тогаш сите тие што се на самиот блокчейн како јазли во тој блокчейн или ноудс, оператори, како да ги наречам на македонски, значи во тој случај сета информација оди кај сите што се јазли во самиот блокчейн. И тие јазли
споделуваат таа информација. И исто така, кога пример би одело на децентрализиран исто клауд систем во потреба, ако има потреба за да се ставаат дополнителни информации, во тој случај, значи на блокчейн, на децентрализиран сервер, значи во тој случај можноста за хакирање е нула. Значи тука сме сигурни и со тоа нашите информации се сигурни. Затоа што, како што реков, овде проблемот не е самиот акт на хак, туку е проблемот што сега моментално на преку милион луѓе, не знам на колку се регистрирани во ФЗО, искрено не знам која е бројката, али како и да е, зборуваме, значи за цела држава, сите луѓе, лични карти, матични броеви, се е моментално во рацете на овие хакери разбойници. Значи, И тоа е сепак- многу опасно. Значи, сепак, проблемот е тука, не е проблем што биле хакирани, проблемот е што сериозноста на информациите што е земена е огромна. Значи, ако биле некои други информации, сега лупа, може би мейл адреси или телефонски бројови други луѓе, не е толку страшно. Меѓутоа, овие информации, матичен број и буквално сите наши битни информации се пресериозни за некој да ги има, може максимално да ги злоупотреби. Значи, сепак преку блокчейнот, убаво како што каже, може да се заштитат тие, да не може никој да ги земе, бидејќи така речено копијата е енкрипирана низ целиот свет и не може од едно место сите да ги земат. Значи, таа е разликата меѓу централниот и децентралниот сервер. Особено за вакви институции е многу битно да е на блокчейн, бидејќи сериозноста е огромна на сите податоци. Да. Јас имав за тоа, ако се сеќаваш, имав една артикл, статија, така да наречам, на tokenpaddock.com, наречена трите столба на дистописка иднина. The Three Pillars of Dystopian Future. Исто така има ти превод. Ако сакаш да го споделиш тоа со превод на македонски, за да видат луѓето, имам тука пишано кои се опасностите од една таква централизација и дефинитивно со една таква централизација на податоци постои овај ризик што се случи сега со ФЗО. Да, виште, 24 мај веќе 2022 е објавена, може слободно и да се проверат и гледачите. Тука се сите, трите столба на таа дистописка иднина. Можеш еве накратко нешто да не објасниш околу тие три столба, која е целата агенда, така речено, што треба сега да се случи за да има максимална контрола над народот? Да, ќе зборниме накратко на ова, затоа што сепак ова веќе малку и веќе оди во друга тема, али како и да е. Трите столба на дистописка иднина, кои се? Дигитален идентитет, прво. Второ, дигитална валута на Централна банка, нешто што сега се прават во Македонија пилот проекти, како M-токен, пример, една таква бледа верзија на дигитална валута на Централна банка. И третото е социјален кредитен рейтинг или исто така карбон кредит. Јас планирам и понатака да направим и едно видео конкретно за овие работи, да им се објасни на луѓето. Значи, овие се трите главни столба на централистите на Светски економски форум, на светската влада и сите тие централисти, затоа што нивната цел е да ја одземат и последната слобода што ја имаме како луѓе и што ја живееме денес, и тие сакаат тотална целосна контрола. Но меѓутоа, нивните апетити можат да бидат со голема цена врз нашите животи и исто така за нашата сигурност. Затоа што имаме ние дигитален идентитет. Исто така гледам и дека во Македонија почнале со еден таков проект, One ID. Исто тука е ова еден вид на дигитален идентитет. Обично во Македонија, за жал, креацијата е на ниско ниво, туку се оди на копи-пейст тоа што е од Европа преземено, без да се праша на реперкусии и на последици на сето тоа. Еве пример уште една опасност. One ID. One ID е уште поопасна игра од ФЗО.
Зошто ова го зборувам? Затоа што во ФЗО имаме ние одредени податоци: име, презиме, адреса, матичен број. Овде може да има и скен, односно биометриски податок. Сега, проблемот е кога веќе ќе ви го земе некој биометрискиот податок. Јас тоа го спомнав и во ова трите столба на дистопијска иднина. Значи во тој случај, тој што ќе го украде тој податок може за било што да го користи вашиот идентитет во буквална смисла на зборот. Затоа што, како што, еве, тука гледаш, една идентификација за секаде, нели, кај што е тој зборот. Тука имаме оттисок на прст. Значи, тоа секоја е биометрик. апликација ќе може да се искористи за буквално за се. Апсолутно, затоа што биометрикот е нешто што е уникатно, што секоја индивидуа во цел свет го има, секој има уникатен свој идентитет. Така да и во кога одиме на биометрик и таа биометрички податок, пример оттисок на прст, тоа е нешто што е уникатно за секого и ако некој хакер го земе тој податок, а сигурно ќе се случи хакирање на дигитални идентитети, веќе се случи најголемиот хак во Кина, што беше премолчен, јас и за тоа пишував на Токен Падок, они луѓе им беше одземен идентитетот и злоупотребуван во други азиски држави. Значи, ова е многу сериозна игра и јас морам да напоменам, јас не сум против дигитализација. Јас сум против централизација. Јас сакам да разберат исто и за властите ово важи. Без разлика кои да се, дали во Македонија и во друга држава. Ако они сакаат да играат на ова карта с дигитален идентитет, што јас сум многу против, али тоа би зборувале во друго видео, конкретно зашто е тоа така, кога веќе се прави нештото, мора да биде на блокчейн мрежа. Мора да биде датотеката децентрализирана, за да не се случи хак, каде што група на хакери можат да одземат идентитет на цела нација. Ова е многу сериозна работа. Така да, јас им препорачувам на луѓето One ID воопшто да не го користат, се додека не се стави на блокчейн и да биде на децентрализиран начин, во тој случај ризикува луѓето да го изгубат својот идентитет. Значи, од оно колку што разбрав јас, наједноставно, ова што се хакираат податоците од ФЗ, сепак е сериозна работа. Меѓутоа, ако во тие податоци, пример, имавме ние скен од, не знам, од прст или од лице, буквално со тие податоци, ако сакам јас да се најавам на некоја апликација и да мора тоа да направам со отисок, и без моје знаење, ќе се искористи тој отисок или тој биометриски идентитет и буквално ќе може, не знам, се плаќаат сметки од моја трансакцијска, крипто да се префрла наједноставно од некој криптоновчаник на друг криптоновчаник. Значи, буквално секогаш дека што се бара тој идентитет ќе може било кој во ваше име да ги искористи. Значи, тоа е уште пострашно и од матичниот да ви го знае или, не знам, адреса на живење или мобилен телефон. Заради тоа е сериозно ако е на централен сервер. Тоа многу лесно може да се хакира и многу лесно многу луѓе можат да ги имат тие податоци. Апсолутно. Апсолутно така е, Оли. Баш заради тоа е битно да биде на децентрализиран блокчейнот и блокчейнот гигантката на Binance CZ има изјавено дека блокчейн технологијата ќе направи многу поголема револуција отколку што направи интернетот низ целиот свет. И баш заради тоа, многу е битно во секакви институции, особено државни, јавни институции, податоците да бидат заштитени на децентрализиран блокчейн, а не на сервер, пошто е многу полесно тој сервер да се хакира и нормално да се земат тие податоци. Што е полошо, ако нема бекап... Извини, да, Павле. Велам како што е моментално на централизиран леџер, значи во една датотека. Имаме само една датотека. И лошо ако нема бекап, во тој случај ќе ги нема ни податоците и тој што ги имал претходно. Абе види, може бекап најверојатно имаат, не верувам дека дотолку се, али мислам дека имаат бекап, али како и да е. Проблемот е што веќе сите податоци се украдени. И уште безсрамно на видео, тоа што го погледнав на видеото, они безсрамно лажат дека податоците не били украдени. Ви се молам, значи, транспарентност нула. Нула. Транспарентност во Македонија никогаш немало и се додека не се имплементира блокчейн технологија во јавни предпријатија, јавни институции, ние транспарентност во Македонија можеме само да се дискутираме и невладини организации да лапаат пари,
а ништо да не прават во врска за име на транспарентност. Транспарентност може да се добие само со имплементација на блокчейн технологија. Ако они стварно сакаат да бидат транспарентни, и јас им стојам на располагање, ја уште еднаш ќе кажам од ова видео, јас имам програмери, познавам програмери и луѓе што веќе работат на сериозни проекти, може да се изгради нов блокчейн from scratch, значи од нула, може да се направи многу, значи со драго срце им стојам на располагање овие работи да ги решиме на време како што треба. Ама како што гледам Македонија за многу работи беше на крајот од возот, последниот вагон, така да најверојатно и за ова така ќе биде. На крај само предлагам да пуштиме едно видео кај што пред неколку месеци мислам го има и тоа видео на каналот на Токен Падок на YouTube, кај што буквално се дава решение пред да се случи целиот овој проблем. Може да се изгледа видеото пред да завршиме овој разговор. Блокчейн. Блокчейн овозможува дистрибуција на потоци на децентрализиран начин и тоа е главниот концепт. Децентрализирани досеја од информации. За разлика од централизираните системи, каде сите документи се во една управа како банка или институција, блокчейнот овозможува размена на потоци и трансакции меѓу сите. Тоа го прави децентрализиран. Тоа значи дека досијата се пишани и зачувани во мрежата и учесниците се одговорни да го апдейтираат и следат. Ниту еден документ не може да биде направен без согласност и учество на другиот. Секој блок на инфо е постојано синхронизиран од различни членови на мрежата, правејќи различни копии од датотека преку систем за размена и чување. Не осигурува дека никој не може да има пристап на вашата собственост на потоци. Со тоа блокчейнот се етаблира како ревизорски и отворен запис за информации, што е поевтин и побрз и посигурен од било кој централен систем. Според ова видео, видовме дека блокчейнот игра голема, може да се земи голема улога во нашето општество и може да се користи буквално сегде. Како што кажав, целта на блокчейн технологијата ќе направи многу поголема револуција дури од интернетот. Сваќам дека многу луѓе се уште не разбираат, се уште за некој не знам, научна фантастика, меѓутоа за многу брзо треба да се имплементира, пошто имаме огромна потреба од него. Многу луѓе блокчейн која ќе се спомни технологија мислат дека тоа е само за криптовалути. Не, криптовалутите се само една област од таа блокчейн технологија. Тој буквално може да се искористи и се користи за сега. Значи музичка индустрија, не знам, уметници, преку NFT, слики, институции кои што серверите ќе може да се заменат за блокчейн, со блокчейн технологија, така да има огромна употреба низ општеството и навистина имаме потреба од неја, особено во ова модерно време. Потоаш, мило ни беше што ете, се надевам дека ви се допадна целиот овој разговор. Као што знаете, ќе напоменам уште еднаш, ова е само прво видео од целој серијал кој што ќе го имаме во иднина. Исто така сакам да најавам дека ќе имаме гостин, прв гостин во нашиот YouTube канал од овој серијал. Човек кој што наистина има огромно знаење од оваа област, криптовалутите, блокчейн технологијата, и човек кој што наистина е ценет како компетентен за цела оваа област, така да веќе јас ставам нека биде изненадување, наредното видео ќе направиме со тој гостин, така да фала ви многу за вниманието, па се гледаме наредно видео. Даре му иш на кратко, ако сакаш да кажеш. Да, сакам да им кажам уште еднаш на сите што не следат, на Токен Падок заедницата и сите други луѓе што не следат, дека ќе продолжиме редовно со подкаст, крипто подкаст, да дискутираме за актуелните теми и за се што е поврзано со оваа технологија, не само со самите криптовалути како дигитални средства, туку и со целокупноста на оваа технологија, и со тоа се надевам дека ќе придонесиме да дадеме идеи, да дадеме размислувања, и исто така се надевам дека понатака уште многу луѓе
ќе дојдат, ќе ни се придружат на овие подкаст муабети и дека ќе можеме да извлечеме максимално тоа што можеме во корис на сите за да научиме нешто, затоа што со секој еден разговор во ова сфера секој учи и јас учам во секој еден разговор, со секој еден хепенинг, секое случување исто така учиме. Ова е нешто што е неисцрпна, значи не можете ова тема да се исцрпи туку така. Ова е неисцрпна тема и има многу да се зборува и навистина сум среќен ете и што сега вака во овој начин ќе работиме со подкаст и така да се гледаме на наредното видео. Наредното видео ќе имаме гостин. Така да следете не и ви благодарам за тоа што гледавте денес. Поздрав до сите. Поздрав, чао, чао.